денеска сум тука во тешко време за европскиот континент и исто така вашата држава, како што се соочуваме со масивно надоаѓање на бегалци и мигранти за државите во криза. Вашата земја е која што е патокас кон патот кон север. Ова е предизвик не само за вашата држава, туку и за целата Европска унија, криза која што бара европско решение, за кое комисијата продолжува да работи. Веќе имаме обезбедено хуманитарна поддршка и дискутираме со вашите власти за која било друга помош која би можеле да ви ја дадеме во однос на потребите кои што се идентификувани и оние на бегалците и мигрантите. Исто така ќе ја посетам Гевгелија утре за самиот да ја видам ситуацијата во државата. Главната цел на мојата посета и денешниот состанок е за вашето преминување во Европска унија и европската интеграција на Македонија. Че подпомагање е важен чекор во таа насока. Таа ја потенцира важноста на поддршка од сите партии за стратешка интеграција во ЕУ и НАТО и ги става интересите на државата и нејзините граѓани на прво место пред интересите на партиите. Ова е важна спогодба, важен договор за сите водачи на партиите. Што се однесува на имплементацијата на оваа политичка спогодба, јас ги следев активностите на работната група. И се радувам на враќањето на опозицијата во парламентот на 1 септември и присуството на сите партии и во сите парламентарни комисии и сите други тела во парламентот. Исто така можам да покажам да поддржам законот за новиот специјален обвинител и тој ќе ја добие целата потребна, таа ќе ја добие целата потребна поддршка во идниот процес. За жал, политичката криза значеше дека високиот диалог е малку и сега ќе продолжи. Затоа сум задоволен дека пленарната седница на високиот диалог ова попладне ќе биде вклучен заменикот премиер и секретаријатот за Европска унија и нивната подготовка на оваа дискусија. Овој диалог се покажа како важен каталист за реформите, фокусирајќи се на специфичните реформи во вашите 5 области на политики преку процес на диалог и одработка. Преминувањето во Европската унија не е прашање само за владата. Јас верувам дека политичката спогодба велеше дека диалогот на високо ниво ќе ги вклучи сите представници од 4 политички партии кои го подпиша овој договор и дека тие се заедно посветени и заедно одговорни за имплементацијата на итните реформни приоритети. Исто така го вклучува граѓанското општество со кој се сретнавме утрово, во однос на кое ќе ја потенцирам потребата за добра демократија и за можноста општеството да работи без никаков притисок кога ќе се сретне со представниците како мене. Признавам дека вашата земја веќе имплементираше голем број реформи и оние кои остануваат се амбициозни и политички тешки. Но тие ќе донесат вистински промени во државата и поради тоа би сакале да го слушнеме вашиот поглед во однос на нив денеска. Во минатите години, на месеци, вашата држава работеше на итните приоритети за реформи кои беа представени во јуни за да ги реши прашањата во однос на работите за кои веќе имавме грижи. Една од работите кои ќе бидат представени од владата и другите политички партии на денешниот состанок, исто само би посочил неколку точки кои би го инспирирале нашиот разговор тука денеска.
во однос на владењето на правото и добро управување. Видовме нашите претходни изјави кои што изразуваме грижа за политичко вмешување во независноста на судството. Вашите судии се добро обучени и знаат како да ја работат нивната работа. Тие треба да бидат оставени да го сторат тоа. Во овој аспект очекуваме дека новиот посебен обвинител ќе ги има ресурсите и поддршката кои ќе бидат потребни за да ја исполни тешката, но навистина важна задача за вашата држава. Ние и други исто така изразивме грижи за државните партии кои што ќе има потреба да се одделат од државата и потребата да се воспостават надзорни тела кои што би можеле да извршат својата работа. Например, канцеларијата на Народниот правобранител треба да се има на ум дека вашата канцеларија на Народен правобранител е најстарата во регионот. Парламентарните права, исто така ќе споменам пример за слобода на медиумите, каде што климата во оваа држава треба да се подобри. Новинарите треба да се слободни да работат својата работа, што е клучен елемент од демократијата и секој притисок на новинарите не е прифатлив. Што се однесува до реформите на јавната администрација, каде што вашата држава имаше добар напредок во однос на законодавството се до оваа година, е од суштинско значење јавната служба да не биде политизирана и да не биде предмет на политички притисоци. Исто така, од голема важност го сметаме подобрувањето на управувањето со јавните финансии, што се однесува на буџетот и исправните јавни набавки. И можам да кажам дека денеска ќе поминеме голем дел од дискусијата за владењето на правото и сите основни прашања, но исто така треба да се фокусираме и на економската ситуација во државата. Имајќи го на ум развојот во минатите неколку години и се уште зголемуваниот буџетски дефицит во државата и големата невработеност. Овие прашања треба да бидат покриени и ова може да се стори само со заеднички напори на сите политички партии и другите засегнати страни во општеството. И тие да земаат својата одговорност и да ги исполнат своите задачи. Исто така на крајот би сакал да споменам две други важни теми. Останатите изборни реформи треба да бидат имплементирани пред следните избори. Меѓународната заедница ќе набљудува подетално од вообичаено во однос на подготовките за спроведување на овие избори. Исто така ги поздравувам консултациите во однос на Охридската рамковна спогодба во кој ги очекувавме веќе некое време. Ова треба да ги исполни очекувањата на граѓаните на вашата мултиетничка држава. Ова е време од суштинско значење за вашата држава и сите очи се свртени кон вас и во однос на сите реформи кои треба да ги исполните до наредниот месец. Комисијата ќе го представи својот годишен извештај и се надам дека ќе можеме да известиме за голем број позитивни вести и нешта. Ви благодарам повторно за вашето внимание и исто така вашата посветеност, одлучност и се надевам дека ќе имаме добра дебата. Ви благодарам.